Civil Media. Значи, ќе се надоврзам со вас, господја архитект. Вие рековте дека постојат начини да се избере, да речеме, градоначалник или да не се гласа за градоначалникот. Јас ви гарантирам дека во Тетово не се гласаше за Теута Арифи, но Теута Арифи победи на други начини и тие што направија да Теута Арифи ја добие повторно таа позиција, јас само едно јавно прашање би ги прашала, само едно нешто да ни кажат, зашто требаше Теута Арифи да биде повторно градоначалничка? Само еден одговор да имаме на тоа, јас самата би гласала за неа. Јас верувам да првиот пат, например, не се познаваше, не ја знаеја, но вториот пат ние имавме лошо искуство со неа и да не се повторува. Значи, лошото во тоа е што се политизира се што во нашава земја. Во еден град треба граѓаните сами да одберат кој ќе биде градоначалникот на градот, а не другите што доаѓаат од другите градови. Значи, да се биде од Тетово, ќе речам, да речеме вака, доаѓам од град кој е на прво место во светот. И тука ќе ја прекинам реченицата, и ова звучи убаво, нели? А кога ќе повторам, кога ќе продолжам со тоа дека прво место во светот со загадување. И не сте биле вие. Не. Ние сме биле. Никој не можеше да се спореди со нас. Во тоа време никој не можеше да се споредува со нас, ние бевме први. Шампиони бевме во тоа. И долго време ние не знаевме дека тој црн дим, тоа што не беше, мислевме дека е магла. Магла во таа магла која е карактеристична за зимските месеци. Додека се освестивме, а можам да кажам во овој случај дека Еко Горила и Арјани Џафери ги освести граѓаните на Тетово. Што се случува во Тетово? И пошто со сензибилизација на граѓаните, значи во прашање на загадувањето во градот, и пошто со некои протести, мали протести, со маски, знам бевме десетина луѓе во тоа време, нели? Па другите протести малку во поголем број, па јавните настапи на Арјани Џафери помогнаа да луѓето разберат дека тоа што се случува во Тетово е загадување, штетно за здравјето, па почнаа да ги бројат колку се болни, од кои болести и се тоа. Но има нешто лошо во ова. Има лошо дека во ова лошото е дека Тетово е мултинационален град. И што се случи? Тој воздух што го дишеме сите во Тетово, македонските сограѓани наши не ни се придружија во протестите на Арјанит, зашто мислеа дека тоа се протести на некоја организација која се води од албанец кој се вика Арјани Џафери. Знаете, тоа е лошото. Но, доброто е тоа што со тие протести, со начинот на действување на Еко Горила, значи, јас му ја препишувам целата мерит, заслуга, на Еко Горила во овој случај, за затварање на Југохром во Тетово, како најголем загадувач. Еколошката свест е многу поврзана и со културата на луѓето, нормално. Доказ на тоа е, да речеме, Европскиот парламент, што сега во голем број се зелените. Во Европскиот парламент Арјанит на висина дојдоа зелените. Значи, и се зголемува бројот на зелените во Европскиот парламент, затоа што некако постои мнение дека
Тогаш кога се сите други проблеми решени, луѓето почнуваат да размислуваат за екологијата. Но јас екологијата го ставам на прво место. Кога ќе ги решиме еколошките проблеми што ги имаме, тогаш можеме да зборуваме за други проблеми и да размислуваме озбилно да ги решаваме тие проблеми. Значи, за да Македонија биде во некако корелација со другите цивилизирани земји, од неодамна, јас точно не знам од која година, ние имаме Министерство за екологија, но за жал, за министри за екологија секогаш се именуваат луѓе кои за прв пат слушаат за екологија тогаш кога ќе ја земат функцијата и пред Министерството ќе видат што пише. Како за пример ќе ги земам, на пример, имавме министер кој беше авторизиран да зборува за загадувањето, за чистата средина и се друго, и наместо да каже, чекајте само малку да се сетам, дива депонија, тој рече дивна депонија. Нели? Рече дивна депонија, тоа беше Садула Дурако Дуј. Сега, во екологија, со екологија води човек кој не го познава ни албанскиот ни македонскиот јазик. Значи, и кој, ајде да речеме, не ги познава јазиците, ни македонскиот, ни албанскиот не го познава. Ајде да речеме, е запознат со тоа што се случува во земјава. Тој доаѓа од некоја друга земја, само е роден тука, во село Тетовско, и доаѓа од друга земја, и тој не се соочува со проблемите кои граѓаните на вистина се соочуваат во Македонија. Значи, екологија како министерство служи на луѓе, да речеме, премиери или да речеме председатели на политички партии, кога сакат некого да наградат со позиција на министер, му го дава тоа министерство и викаат ти си министер, а тој веќе не знае што треба да прави. Значи, не знам колку сте слушнале за тоа што се случува на Шара овие денови. Шара е во опасност. Шара е во опасност и треба да дигнеме глас сите заедно, не само тетовчани, туку цела Македонија, зашто Шара е наша планина. За Шара пееме песни на македонски и на албански. И треба да знаеме дека сите треба да работиме за тоа. Шара се упропастува. Значи, имам јас бројки кои се реферирам повторно на Аријани Џафери со тие бројки што ги даде. Од 2000, да кажеме, од 2019 до 2028 ќе треба да се сечат 2000 метри кубици дрвја на Шара. И сега, се вели дека тоа е некоја методологија да старото дрво треба да се сече па се сади ново дрво, туку не е тоа вистината. Вистината е што езерата и реките што постојат на Шара ќе служат за хидроцентрали, и тоа ќе служат за хидроцентрали на луѓе од власта, од СДС и од ДУИ. И од ВМРО, да. И од ВМРО, да. Зашто реков власта, па само на тоа ми асоцира. Да, значи, СДС, ДУИ и ВМРО. Значи, градат хидроцентрали. Бројот на хидроцентралите веќе е голем таму. Тие се некои мини хидроцентрали, а со ова што се сече дрвото на Шара, тоа значи дека се планира некоја голема хидроцентрала која ќе ствара ерозија на земјата и животот на селаните, на населението што живеат во тие села е во опасност. А тоа е Бозовце, Вешале, Бродец, неколку села што се на Шара. Затоа јас апелирам на сите луѓе кои се надлежни, на луѓето
на кој екологијата им е во свеста. Да го дигнат гласот и да не ги оставиме тие мештани на тие села таму осамени во милост и немилост на тие што од се гледат како се добиваат пари. Значи, што друго би сакала да кажам? Освен еко-горила, имам време уште? Да. Освен еко-горила, што во Тетово, имаме уште една NGO, невладина организација, која се вика да ја спасиме шара. Многу е симптоматично името на ова организација, затоа што самата асоцира на тоа дека шара бара спас. Некој треба да ја спаси. Од кого треба да ја спасиме? Од самиот човек. Значи, и попова шапка е дел од шара. Вие не знам дали сте ја посетиле попова шапка во сега скоро, да речеме. Не личи ни најмалку на тоа како беше порано. Да, не личи на тоа. Јас сум стар скијач. И цела зима ја поминувам на шапка. Тие беа најубавите денови на годината, нели? Затоа што шапка нудеше многу. Не нудеше, шапка истото го нуди и денес. Но се што имаше тогаш, тоа е расипано, руинирано и изградено без планови, изградени, да речеме, мало, еве директно ќе видам, постои мало на Дуи. Да, партијата Дуи изградила викендички со една локација која е малку поизолирана од овие други. И тоа е цел кварт на викендички на Дуи. Тоа е жалост. И замислете кога тие градат со многу пари, нели? Тие не градат како обичните граѓани, тие градат со многу пари, затоа што тие се корумпирани, имат пари и се тоа. И замислете што оставаат за нив. Направиле степеници, како да кажам, од главната улица до викендичките горе, значи, а тоа е цела планина со боровници. И ги расипале, значи, тие делови кај што боровницата е карактеристична за попова шапка. Затоа што некој од Дуи сака да му биде поубаво. Сега, од Дуи е и градоначалничката во Тетово. И јас можам да ви кажам дека освен тоа што реков дека на шара му треба сите да се сензибилизираме за шара, јас во овој случај би сакала да ве сензибилизираме за тоа дека и граѓаните на Тетово и на граѓаните им треба спас. Кога рековте дека пешачењето е од еден социјален аспект гледано има некој влијание во човекот, во Тетово луѓето немаат кај да пешачат. Нема патики за пешачење, значи нема патики за велосипеди, нема тротоари, а делови на улици се претворени во паркинзи, затоа што со паркингот на Тетово води мажот на градоначалничката. Разбирате? Затоа што тој е директор на паркинзи на Тетово. Јас имав прилика да го видам извештајот, годишниот извештај на Авокати Популит, народниот правобранител, за работата на сите организации во Македонија за 2018. И верувајте ми дека од сите организации, јавни мислам, фали само информации, фалат од паркинзи на Тетово.
Знаете, таму се празни тие рубрики, затоа што тука се работи со криминал. Нема ништо во тетово. Социјалниот живот се своди само на кафани и кафулиња за млади. Ништо не се гради, улици не се градат, освен улиците што се градат кај што водат кон станот на градоначалничката, на куќата на мајка и куќата на сестре. Ништо друго, нема улици. Да речеме, тоа што се гради е се приватно и се купуваат јавни објекти како дом на ЈНА, киносали и све тоа, и се е под властиство на еден човек, е тоа градоначалник. Затоа, јас би сакала како едно, да речеме, прашање не вас, туку логично прашање, зашто тогаш би требале ние граѓаните на Тетово да избереме уште еднаш таков градоначалник. По втор пат беше избран. И така, го користам оваа конференција, да кажам, оваа конференција и да апелирам до тие што носат одлуки да Шара стане национален парк исто како Пелистер, Маврово и Галичник. Благодарам. Цивил медија